ризикот од политичка корупција и политичко влијание е највисок. Понатаму доаѓа ризикот од неказнивост, односно етеко незадоволството од судиите. Значи, тие се основните ризици кои што ние треба да ги надминеме. Како да се надмини тој ризик од политичко влијание? Значи, треба да бидат свесни сите носители на јавни функции дека системот треба да функционира биле таму тие начело или не. Значи, треба нормално да си функционира. Да постои систем на вредности да го избираат најдобриот квалитет, а не да биде тоа нивни блиски лица, без разлика дали се роднински или партиски. Треба да се обезбеди начин на избор на луѓе кои што ќе бидат најдобри за таа позиција. Прав човек на право место. Луѓето го градат општеството, конечно. Ајде да имаме позитивни очекувања од новата влада што ќе дојде, со својот личен пример пред се, да придонесат за промена на перцепцијата. Ако некој функционер се откаже од своите привилегии, се откаже од злоупотреба на државните средства и така натаму, или пак од вработување на неговите блиски лица, туку во својот кабинет стави луѓе кои што го заслужуваат тоа место и ќе придонесат со своето стручно и професионално знаење, таа институција тргне напред, мислам дека тогаш ќе има некаква надеж.